Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН организираше трибина посветена на застапеност и улогата на жената во политиката во Република Македонија. Имено во Македонија застапеноста меѓу половите во политиката не е еднаква, но сепак со помош на законските измени од минималните 5% пред 10 години, во моментов скоро 1/3 од лицата во политиката се жени, изјави пратеничката од Дом Лилијана Поповска. Преку заедно соработка на жените од различни политички партии, преку Македонското женско лоби, организиравме заедничко лобирање за промена на изборниот законник, со кој што ги вградивме родовите квоти. Тие дадоа голем резултат и од 5 до 6% вклученост на жените во политиката, денеска ние веќе имаме некаде околу 32%. Претеничката Силвана Бонева истакна дека самиот факт што половината од населението е од женски пол покажува дека и нивниот глас треба да се слушне при донесувањето на општествените и државни одлуки. Таа додаде дека со голем труд и посветеност, секој без разлика на полот може да застане на чело на државата. За да станете видливи на политичката сцена во Република Македонија, треба да бидете препознатливи по своите ставови, по вашата борба и тогаш граѓаните ќе стекнат доволно доверба и јас сум убедена дека еден ден во Република Македонија ќе имаме и жена председател и многу градоначалници и многу повеќе пратенички, не заради квотата, туку заради нивниот личен авторитет, личен ангажман и довербата која што имат стекнато кај граѓаните. Инаку на трибината беше истакнато дека половата еднаквост е основа на демократијата и затоа жените не треба да бидат занемарени при носењето на важни државни одлуки. Во моментот во собранието скоро 1/3 од пратениците се жени, додека поразителни се податоците на локално ниво, каде што нема ниту една жена градоначалник во Република Македонија.